Во следните неколку минути директорот на јавното претпријатие Комуналец ќе ни каже што е актуелно во последно во ова претпријатие. Согласно планот и програмата за работа на ова јавно претпријатие за 2016 година, кој што беше усвоен во почетокот на оваа година, ние како јавно претпријатие се обидуваме, иако понекогаш навистина не критикува дека не се преамбициозни плановите, но се обидуваме да имаме голем процент на реализација, независно дали тоа од субјективни или објективни причини не можеме стално 100% да направиме реализација, но уназад години кога ќе се навратиме наназад, она што сме го обеќале, повеќе од тие проекти се реализирани, така што и ова 2016 година, она што сме напишале на документ дека ќе го направиме, ќе се потрудиме навистина во нашиот град и во нашата општина да биде реализирано. Ќе се осврнам на два-три сегменти, значи основна и примарна дејност во ова јавно претпријатие е управувањето со комуналниот цврст отпад. Значи понатаму имаме и управување со јавни зелени површини, јавна чистота, управување со гробишта, има и повеќе оддели и одделенија. Јас стално во коментар кажувам дека она што кај нас сте оддели и одделенија како што е депонија, понатаму шинтерска служба, пајак возило, по отпадот, па зеленилото, сите овие дејности во нашиот главен град во Скопје се јавни претпријатија. Така да од тоа би дала една мала перцепција, значи дека доста е комплексна работата на ова јавно претпријатие. Значи испреплетени се повеќе професионални дејности, но успеваме да се снаоѓаме, да дадеме значи добро ниво на квалитетна услуга на нашите корисници, на нашите граѓани. И така мислам дека ќе биде и ова 2016 година во однос на управувањето на отпадот. Тука би сакал да споменам еден сегмент каде што она интегрирана мрежа на управување со отпад ја надоградуваме секоја година, или во превод тоа би значило дека повеќе сегменти на управувањето на отпад, како што се примарната селекција, транспортот на отпадот и депонирањето на отпадот, да бидат согласно некои светски стандарди. Последните 2-3 години ќе кажам дека успеавме да покриеме комплетно градот Битола со садови, онаму каде што имаме колективно домување, каде што секој наш корисник, секој домаќинство буквално може да направи примарна селекција на комунален отпад, отпад од пластика и отпад на хартија. Новитет ќе биде во текот на наредната недела, во текот на овој месец, каде што ќе воспоставиме и примарна селекција на отпаднато стакло. За прво ќе ги опфатиме правните лица корисниците, хотелите и помалите ресторани и кафичи, каде што бесплатно ќе им доделиме по 2 садови од 120 литри на контейнери, каде што ќе можат да селектират тој вид на отпад, бидејќи генерално и таму се генерира таков вид на отпад, па ќе видиме каков ќе биде ефектот од сето тоа. Но во текот на овој месец веќе набавивме дополнително и уште 100 нови садови контейнери од 1,1 метар кубен, каде што ќе извршиме комплетна замена на постоечките дотраени и уништени садови во градот и во руралните средини. Кога зборувам за руралните средини, треба да повторам по не знам кој пат дека како општина сме лидери во оваа држава, каде што имаме офатено повеќе од 15 рурални средини, каде што се дава услуга на собирање и транспортирање на комунален отпад. Тоа сега не би требало да кажувам кој е бенефитот од сето тоа, но и понатаму ќе се продолжи со проширување во системот на управување на отпад на одредени други рурални средини. Друго нешто што би напомнал во секторот на управување со отпад е исто така инсталација на еден објект во кругот на Стопанскиот двор на ЈП Комуналец, собирен центар, каде што тука ќе имат можност да се одлага посебните токови на отпад. Тие посебни токови претежно каде што спаѓаат и опасниот вид на отпад. Значи, согласно некои нови закони кои што стапија на сила, управувањето со електронскиот и електричниот отпад, управувањето со отпадните батерии, акумулатори, управување со отпадни масла, управување со автомобилски гуми и сите други видови на отпад кои што спаѓаат во категоријата на опасен отпад, ќе може било кој од нашите корисници, нашите граѓани да ги доставуваат или на телефонски повик да се јават до нашите служби, каде што било кој од овие видови на отпад ќе може да бидат превземени и донесени во нашиот круг. Тој вид на отпад понатаму си има посебен вид на третман,
Така што имаме склучено договор со доста колективни постапувачи од нашата држава и нормално дека тој вид на отпад треба да заврши регуларно онаму каде што треба да биде понатаму реупотребен или рециклиран или крајно и уништен. Во однос на тамошниот дел на овој сектор за управување со отпад би кажал дека доста овие новитети кои што ги воведовме, одзивот значи од граѓаните на начинот како се однесуваат во управувањето со отпад, генерално сме задоволни, но мора да признаеме дека имаме се уште еден мал процент на недисциплинирани граѓани, каде што во нашиот град сведоци сте, поставени се неколку садови за селекција на примерен отпад, во онај сад каде што треба да се одлага пластика ќе најдете комунален отпад и обратно, така што стандардизирани се боите, ако е жолтата за отпадна пластика, плавата за хартија, зелената за комунален отпад, јас би апелирал до граѓаните да тоа го почитуваат. Навистина не гледам зашто воопшто би било нешто тешко доколку некој доста совесно и свесно го прави тоа, затоа што тоа за возврат секој со самото негово културно однесување на управување покажуваме и како народ, како нација, како држава, колку значи гледаме за животната средина, а таа животна средина сите ние тука живееме во нашиот град, каде што едноставно мора да се почитуваат некои принципи и начела на сето тоа. Во делот на јавни зелени површини, значи во делот на тој сектор, би напоменал дека ние стигнавме до една цифра на ниво на град и на општина од 500.000 метри квадратни јавни зелени површини во програма кои што треба уредно и квалитетно да управуваме со тие зелени површини. Тоа е нешто што е видливо секој ден, значи нашите граѓани се сведоци дали тоа ние квалитетно го работиме или не го работиме квалитетно. Ќе признаеме, не сме идеални, но мислам дека има позитивна прогресија од година во година, како и од она што значи возврат од граѓаните, значи се помал е процентот на наши сограѓани, така наречени фантоми, кои што уништуваат дел од нашата опрема или дел од тие зелени површини, но цифрата од 500.000 метри квадратни, како што кажав, е голем предизвик и се трудиме да успеваме во текот на годината. Посебен проблем ни е баш овој период, пролетниот период, кога имаме бујна вегетација. Ние воведовме и втора смена, значи нашите екипи, ќе видите низ градот, значи наши вработени со специјалната опрема кој што е за управување со јавни зелени површини, работат и втора смена, така да се трудиме да стигнеме навремено да сето тоа биде квалитетно сработено. Ќе напоменам дека дел од проекти кои што во сферата на јавното зеленило и јавната чистота моментално се работи на градското шеталиште на поставување на декоративен камен, буквално на цел дрворед од липи, дрворедот кој што е на градското шеталиште, кој што амбиентално значи ќе даде некоја друга перцепција на слика на нешто што значи долгорочно и трајно ќе остане квалитетен материјал, природен камен. Декорацијата за тоа сведоци сме секојдневно, значи секој може тоа да го види колку тоа понатаму ќе значи едноставно помала грижа на нашите вработени околу одржување на хигиената. Друго што би напомнал во делот на јавните зелени површини, би сакал да кажам дека од година во година се набуваат се повеќе и повеќе мултифункционални алатки и машини, така што за да стигнеме некој ефект и ефикасност на работењето без набавување на таква соодветна професионална опрема, навистина невозможно е да се добие некој квалитетно ниво на управување со овие зелени површини. Така што од една страна обемот на работа ни се зголемува од година во година, стигнавме до 120 и нешто објекти кои што треба да ги одржуваме. Последно знам претходната година ги добивме и спортските стадиони и спортската хала, каде што како јавно претпријатие се грижиме за јавната чистота, така што успеваме на некој начин да се снаоѓаме, што да кажем. Во однос на зелените јавни површини, нели спомнавте декорацијата на градското шеталиште, во моментов по-конкретно на што друго се работи или се оние тековните работи што се извршуваат?
Дополнителни некои активности покрај тековните работи, работиме и на една мини фонтана која што се наоѓа во строгиот центар, значи пред Центарот за народно здравје. Се надевам дека до крајот на овој месец ќе биде пуштена во употреба таа фонтана. Значи тоа е сепак наше дело на јавното претпријатие Комуналец, наша инвестиција. Во текот на овој месец исто во детскиот парк, кој што е во склоп на големиот градски парк, ќе бидат поставени дополнителни реквизити за најмладите, така што тие се некои активности што сега во овој момент ги работиме. До крајот на годината имаме уште некои други планови и проекти кои што во наредниот период ќе треба да ги реализираме.